Добар ден. Во екот на вирусите, настинките и актуелниот коронавирус, најважно како превенција и како мерка е хигиената или правилното миење на раце. Токму ова е темата со која што денеска ве поздравувам во Фактор здравје, дополнително со првата доза на информации во рубриката Истражувањата докажаа. Покрај миењето на рацете или хигиената на миењето на раце, секако дека имунолошкиот систем и неговото високо ниво и тоа како е најдобра превенција и дополнително го обезбедува организмот од евентуалните надворешни влијанија или како подкрепа на медикаментозната терапија која што треба да се земе. Во прва линија за имунолошкиот систем најодговорни се земањето на овошјето, зеленчукот, пиењето течности и секако дополнителната терапија во облик на гранични препарати од типот на Г132+ Натурал, кој што ние срдечно и топло ви го препорачуваме. Оваа 5-компонентна природна јапонска формула ви е достапна низ фармацевската мрежа низ државава по цена од 1100 денари, колку што чини една 15-дневна терапија. Само една капсула или 2 капсули како подкрепа на медикаментозната терапија се доволна гаранција да имате здраво и високо ниво на имунолошки систем како гарант и основа за целокупно општо здравје. Денешната емисија на Фактор здравје во однос на темата и поголемиот дел кој што ќе го окупира вашето, се надевам денеска повторно внимание, е посветена на темата правилно миење на раце. Реков и ќе споменам оваа прва мерка на превенција и тоа како е важна за сите лица во текот на целата година, со посебен печат би рекол и осврт на овој период од годината заради актуелните случувања во светот, но и кај нас. Денешната тема правилно миење на раце ќе обработиме преку разговорот со професор доктор Каќа Поповска, специјалист микробиолог, воедно раководител на Институтот за микробиологија и актуелен председател на Сдруженијето за интрахоспитални инфекции. Професорке, добар ден, добро дојдовте, како сте? Добар ден, добро најдов. Задоволство е што денеска ќе зборуваме за тема која што оние кои што ја работат од ваш стручен аспект сигурно име секојдневие, но она што треба да се земе во предвид како добре дојде би рекол е дека хигиената на раце не штити буквално од се покрај оралното или здравието на забите. Во целина тоа се двете основни точки или двете основни патеки низ кои би рекол влегува здравието и се одржува. Па секако да, заради тоа што во текот на нашето активно работење во текот на денот ние доаѓаме во допир со секакви површини, предмети, се ракуваме, се поздравуваме со луѓето, така да секако на нашите раце се наоѓаат така наречени транзиторни микроорганизми покрај таа нормална флора и се задржуваат, еден дел од нив можат и да живеат одредено време на рацете и тогаш нашите раце стануваат фактички вектор или трансмитер за микроорганизмите да ги пренесеме до друго лице или ако се допреме до нашата уста или нос, око, да ги внесеме во сопственото тело доколку се наоѓаат во доволна количина и се патогени да предизвикаат заболување. Да, ви благодарам за овој воведен дел, ќе направиме пауза со блокот реклами, пауза по која што ви поканувам да останете до крај со Фактор здравје и да ни се придружите со ваши прашања или споделување на некои лични искуства. Двете телефонски линии за контакт со нас од овој момент се отворени и 6091-925, односно 6091-924 ви стојат на располагање за ваши прашања денеска до професор доктор Каќа Поповска, специјалист микробиолог и воедно раководител на Институтот за микробиологија и актуелен председател на Сдруженијето за интрахоспитални инфекции. Она што е важно, професорке, пред конкретно да ја обработиме темата и да го нагласиме она што треба да го знаат пред се гледачите, е фактот дека за хигиената или правилното миење на раце одделен е и посебен светски ден, тоа е 5 мај кој што се прославува, но пред да зборуваме за тоа само сакам да го најавиме настанот кој што кон крајот на месецот ќе го организира Сдруженијето чии председател сте токму вие. Така е, Сдруженијето постои веќе 15 години и токму на крајот на овој месец, на 27 март, ќе прославиме 15 години од постоењето на ова здружение, кој што се занимава со превентивни мерки на болничките инфекции, каде што една од мерките секако е хигиена на рацете. Тоа е еден слоган на Светска здравствена организација, дека има 10 причини за настанување на интрахоспитална инфекција, тоа се 10 прсти на рацете. Така да ова здружение во повеќе наврати како своја тема и работилница
ја има работено оваа тема, особено од 2006 година наваму, кога Светска здравствена организација го извади својот прв guidelines, токму за хигиена на раце, направен со консензус на експерти како и кога треба здравствените работници да ги мијат рацете, со тоа што под хигиена на раце не се подразбира само миење на раце, постојат повеќе активности кои опфаќаат хигиена на раце кај здравствен работник. Она што е важно дека на таа работилница всушност имате една фотографска изложба која што корелира директно со темата. Така е, на друг начин кажано, всушност без зборови. Бидејќи веќе во 2-3 наврати ја обработуваме темата за хигиена на раце која има многу аспекти од кои може да се обработува. Покрај PowerPoint презентациите, покрај тие усмени дискусии и работилници, трудејќи се да бидеме уникатни, да бидеме различни, да не бидеме здодевни со сите тие предавања, оваа година решивме да имаме една уметничка, да речеме, перцепција на сите клучни моменти на хигиена на раце, така да ќе имаме една мала изложба која што ќе биде направена под менторство на професор Роберт Јанкуловски од ЕФТА универзитетот со студентите кои што студираат фотографија на овој универзитет. Да. Покрај вас, лицата кои што се стручни и кои што работат во болнички или клинички услови, но и кои што работат на превенција, особено и најважно треба да се земе во предвид хигиената на рацете кај општата популација или кај секој од нас. Кога зборуваме за правилното миење раце, што е она што како поидовна основа рековте, не е само самиот акт на миење на раце, туку има и други аспекти кои што треба да се земат во предвид. Па под хигиена на раце прво да, ние секако подразбираме миење на рацете со сапун и вода. Сапунот може да биде обичен детергент и може да има додатоци со антибактериско појачано дејство. Се разбира дека тоа е подобро, но има пропишани од Светска здравствена организација чекори како треба правилно да се измијат рацете, бидејќи токму е докажано и ние сме правели истражувања токму кои делови на шаката најчесто се контаминираат со овие бактерии, кои што се транзиторна микрофлора, кои што налетно случајно ќе се нанесат на нашите раце во текот на било која мануелна манипулација. Така да е предвидена постапката во 6 чекори како правилно да се истријат рацете со сапун и вода. Тоа миење треба да трае некаде околу 3 минути најмалку, не само да ги замиеме рацете, таа постапка честопати, еве тоа ми стана професионална деформација и по аеродромите и секаде каде што одам во тоалетите, забележувам дека луѓето кога ги мијат рацете, тоа многу на брзина го прават за неколку секунди со една ваква постапка, нели, со едно ротационо движење, при што го избегнуваат овој дел меѓу прстите и врвовите на рацете. Тоа е ова триење што го предвидува Светска здравствена, бидејќи токму врвовите на прстите се најтешко контаминирани како и делови на горната површина на шаката. Постојат и овие гелови кои што се антибактериски, кои што се втриуваат во раката, значи немате без контакт со испирање, без вода, плакнење, тоа е суво и не треба да се испира затоа што треба да се остави дејството, имаат они алкохол во својот состав. И присуството на алкохолот покрај еден дезинфицијанс или антисептик во тие средства е добро затоа што обезбедува брзо сушење на рацете, второ ги растопува мастите кои што ги имаме на кожата и трето алкохолот е ефикасен против овие обвиткани вируси кај што сега спаѓа фамилијата на актуелниот коронавирус кој што направи, да речеме, една малце потензична состојба, зашто навистина станува збор за едно пандемично ширење на овој вирус. Да. Но, во хигиената на рацете спаѓа уште и негата на ноктите покрај кај здравствените работници и кај општата популација. Постојат некои модни трендови на долги лакирани ногти, надградба на ногти и така натаму, кои што даваат еден естетски ефект на раката кај женската популација, меѓутоа навистина тие се пречка во правилно миење на раце. Ако напоменав дека врвовите на прстите се еден од најтешко контаминираните делови, навистина тоа триење на прстите, дури да сакате да го направите, кога имате надградба и долги ногти, не можете да го направите. И докажано е статистички дека инфекциите кај здравствени работници кои што имаат лакирани ногти и надградба на ногти многу почесто трансмитираат микроорганизми отколку уредно маникирани ногти, да, но должината на ноктот да не ја надминува должината на јагодицата на прстот.
Значи тоа се препораките, да не штрчи на некој начин, да, да не отскокнува. Така е, за да можете да полесно го измиете тој дел, бидејќи секако дека испод ноктите имаме можност да акумулираме поголем број на нечистотија и микроорганизми кои што ќе ги трансмитираме било до пациентот, било до храната, било до самите несвесно себе. допирање до нашите влезни места на лицевата регија. Да. Кажавте дека ноктите се оние кои што можеби се најконтаминирани, горниот дел од шаката и врвовите на прстите, но кога зборуваме за правилно миење на рацете, какви се препораките? Дали треба да се навлажнат рацете прво со вода, па да се нанесе средство или тоа нема значење? Значи, ако имаме видлива нечистотија на рацете, тогаш треба да се оди кон на влажно миење или миење на рацете со вода и со сапун. Дали ќе биде цврст сапун, дали ќе биде течен сапун, дали ќе биде антибактериски сапун, тоа е едниот момент. И второ нешто што сега ситуацијата го наложува, е многу добро да во сите институции каде што имаме колективно работење и чести контакти, ракувања, комуникации, да постојат и тие антибактериски гелови, кои што едноставно ги нанесувате на сува рака, за 10 до 15 секунди ги втриваме на шаките и е доволно да се остава така, што не прават безбедни, и тоа ни дава можност да тоа почесто го правиме. Зашто влажното миење на раце бара и подолго време и подолго сушење одзема време и поретко се прави. Немате можност во секој момент да отидете до чешмата да се миете, но антибактерискиот гел секако дека ќе го потребите многу почесто. Може да го имате на своето биро и да тоа го правите во текот на процесот на работење, да, на секој час или кога ќе се сетите, кога ќе го видите гелот, вие ќе се сетите дека треба да притиснете 1 до 2 милилитри да го втриете во вашите раце. Она што го кажавте на почетокот дека флората која што постои бактериите на рацете се тие нормални жители, ако можам така да се изразам, и оние кои што транзитираат или поминуваат во текот на денот. Сметам дека овие вторите го прават проблемот. Да, така или? е. Ние имаме нормална флора по целата површина на кожата на нашето тело. Значи, постојат бактерии кои што имаат соживот со нашето тело и во главно тие не се опасни и не се трансмитираат, не предизвикуваат инфекции, барем кај имунокомпетентните луѓе кои што се како што се сметаме ние во општата популација, меѓутоа се она што можеме да собереме од предметите, од неживата средина, која што пак се контаминира од луѓе. Во ситуацијава сега, во овој период кога имаме и сезонски грип, како што и коронавирусот е вирус кој што предизвикува вирусни заболувања, како и други респираторни бактериски заболувања, сите ние луѓето расеваме околу нас флугиови капки заради разлика на парцијалните притисоци во дишните патишта. Кога говориме, ние распреснуваме еден облак од ситни невидливи капкички на плунка, во чие јадро се содржани микроорганизмите кои што се наоѓаат во нашите горни дишни патишта, во грлото или во устната шуплина. Растојанието на кое ќе стасаат флугиовите капки при нормално говорење е некаде 1 до 1,5 метар растојание. Доколку киваме и кашламе, растојанието ќе се зголеми затоа што притисокот е поголем, така да може да се расеат и на 2,5 до 3 метри. Проблемот на дисеминација на флугиови капки е доколку имате тет-а-тет лице, индиректно, тоест директно ги распреснувате капките до неговите дишни патишта, односно правиме инокулација на соодветна инфективна доза. Човекот ја вдишува и се колонизира и понатаму инфицира во зависност од неговиот имунолошки систем. Но што се случува со останатите флугиови капки? Под дејство на земјината тежа тие секако има тенденција да седиментираат на сите предмети и површини и добар дел од микроорганизмите можат да преживуваат на овие предмети. Токму заради тоа е и препораката за миење на раце, затоа што сега веќе е ова индиректен начин на кој што ние ќе се инфицираме со допир од предметите. Иако за COVID-19 и нема многу сознанија, она што го проследив е дека тој може да преживува до 9 дена виабилен, што значи се уште способен да предизвика инфекција, доколку биде внесен во дишните патишта. Тој секако влезната негова врата се дишните патишта. Да, респираторниот систем. Да, вирусите се всушност интрацелуларни паразити, тие не можат да живеат самостално, морат да живеат во некоја туѓа клетка, така е. Така да во нашите секрети, во тие флугиови капки, каде што ќе се наоѓаат и други микроорганизми,
кои што произлегуваат од нашите дишни патишта во таа некоја микроеколошка средина, тој може да преживува во зависност од подлогата некаде до 2 часа, а некаде дури и до 9 дена, као што се пластични површини, дрвени површини и слично. Тука е веќе тој клучен момент на хигиена на раце, зашто ние мораме да ги миеме рацете. Уште еден момент кога кашламе и киваме, нели би требало да ја ставиме раката пред нашите дишни патишта, за да ја спречеме токму оваа дисеминација во околината, така да самата рака си ја контаминираме и само себе се заразуваме. Или секрет може да биде исфрлен, па нели секако, да биде запрен на раката. Да. Дали бришењето еве со едно книжно марамче може да не заштити или треба и тој секрет потоа отстранување да се измие во секој раката случај? секако треба да се измие. Значи не е доволно само тоа суво бришење или отстранување физичко. Секако треба да се измие за да се отстрани, бидејќи за да настане инфекција, значи микроорганизмот треба да дојде на соодветна влезна врата, но и во соодветна инфективна доза. Така да, ако имате концентрација на микроорганизми поголема, можноста за инфекцирање и контаминација секако се поизразени и поголеми. Да. Уште една пауза ќе направиме тука за да потсетам дека денеска во Фактор здравје со професор доктор Каќа Поповска, специјалист микробиолог, зборуваме за правилното миење на рацете, односно општата хигиена токму на миењето на раце и постапка која што превентивно не штити не само од актуелниве напаѓачи, би рекол во моментов пред се коронавирусот, туку и во текот на целата година, како кај помладата, така и кај она повозрасна или поискусна популација. Професорке, во овој прв дел од разговорот уште би ве прашала, кога зборуваме за миењето на рацете, дали тврдиот наспроти течниот сапун има некои предности или приоритети, или подеднакво е идентично дали се мијат рацете со течен, односно тврд сапун? Сапунот спаѓа во благи односно дезинфициенци или антисептици кои што имаат низок потенцијал на дејство. Тие делуваат на смалување на површинската напнатост кај бактериите, што значи они можат да делуваат антибактериски, но потенцијалот на антибактериско дејство не е многу јак. Токму заради тоа, цврстите сапуни кои што ги користиме и во домашни услови, ако говориме, можеме да ги користиме цврстите сапуни, но најчесто близината на WC шолјата до чешмата за миење на раце создава услови за контаминација на сапуните со тие бактерии кои произлегуваат од цревната микрофлора. И токму заради тоа, во секако и дека бактериите кои што се наоѓаат на нашите нечисти раце, еден дел од нив ќе се задржат на сапунот, кои што заради цедењето на вода која се задржува на него во тоа тањирче каде што тој стои, создава услови да дел од бактериите кои не се уништени се одржуваат и се размножуваат на него. Така да во здравствените институции цврстите сапуни апсолутно не се препорачуваат, се препорачуваат течни сапуни во специјализирани диспензери, каде што рачката за исцедување на течниот сапун е направена така да може да се отвори со лактот, а не да се допира со врвовите на прстите кои што се контаминирани. Значи се избегнува контаминација и на течниот сапун во диспензерот, тој се смета таму дека е позаштитен од контаминација, се прави со лактот и се исцедува на шаката за да можете да измиете. Така е. Самото стоење на сапуните во диспензерите исто така е подлога за размножување на бактерии доколку доспеат бактериите во нив. Да, но ова со лактот барем како навика јас лично го немам видено, значи тоа е препораката течниот сапун со лактот да се притисне. Значи имате зидни диспензери со поголема количина на течни сапуни, тоа е во здравствените институции кај што имате голема фреквенција на луѓе кои што во текот на денот треба повеќе пати да го допрат тоа, да, они го отвараат тоа со лактот, треба да го отварат и го лесно се притиснува, да. Такви диспензери за жал и немаме многу, така да користиме нели овие комерцијално произведени течни сапуни во пластични шишанца, но ако тие се користат во помала количина, која ќе ја потрошите за 2 до 3 дена и тоа е задоволително, значи и тоа се фрла, нели се отвара нов. Така е. Не би требало повеќе од 2 до 3 дена да се користи исто шиша на течен сапун, бидејќи има можност за контаминација и размножување на бактерии. Да, ви благодарам за овој прв дел од разговорот. Ке направиме пауза со вториот блок реклами, пауза по која што ве поканувам да останете до крај со Фактор здравје и да ни се придружите со евентуални ваши прашања во продолжение од емисијата.
Следува вториот дел од Фактор здравје и продолжението на емисијата со денешната тема правилно миење раце. Подсетувам дека 6091-924, односно 6091-925 и натаму се две телефонски линии отворени за ваши јавувања или ваши прашања преку споделување на некои евентуални ваши лични искуства. Денешната тема и разговор ќе го продолжиме со професор доктор Каќа Поповска, специјалист микробиолог и воедно раководител на Институтот за микробиологија и актуелен претседател на Сдруженијето за интрахоспитални инфекции. Професор, ќе пред да зборуваме за оние препораки кои што ќе бидат актуелни во пролетниот, односно летниот период од годината, уште би ве прашал за коронавирусот кој што е актуелен и добива пандемиски размери и во нашата држава, еве и на вашиот институт каде што раководите и во клинички услови, веќе препораките и нивото на готовност, би рекол и предпазливост, се подигнато на повисоко ниво. Дали тоа значи дека покрај основната хигиена на раце и заштитата, маската за респираторниот систем е доволно како превенција од овој коронавирус? Да, подигната е, да речам, мерка на предпазливост и во нашата институција. Значи имаме строго контролиран влез на странки, на пациенти, на студенти, бидејќи работиме со голема популациона група. Пред се пациентите нели доаѓаат во нашата институција токму заради тоа што се болни во овие месеци од различити респираторни заболувања. Меѓу кои што се и вирусите на настинка, сезонскиот грип или други вирусни заболувања, така да токму заради тоа и можноста да се појави коронавирусот и во нашата популација, подигнати се мерките на предпазливост. Сакаме да го контролираме влегувањето на лица за самозаштита, но воедно и заради епидемиолошко следење да имаме некаков податок доколку се појави, да знаеме каде е причината, да можеме полесно понатаму да дојавиме во Министерството за здравство да се преземат соодветни мерки. Особено затоа што коронавирусот покажа еден висок потенцијал на контагиозност, брзо се размножува, брзо се шири во популацијата и затоа е многу битно да се локализираат и да се идентификуваат лицата кои што се позитивни на него за да се ограничува ширењето. Значи, триажата на инфицираните лица и на контактите е една од мерките кои што и државата нели ги спроведува со тој 14-дневен карантин. Така да и сите здравствени институции заради таков контакт го превземаме тој момент. Од друга страна, ние работиме и со студенти. Едукација вршите, да. Така е. Тоа се големи групи популациони каде што можеме лесно да ги размениме сите тие респираторни инфекции. Носењето на заштитна маска е мерка на превенција секако за да се спречи ширење како и секој друго респираторно заболување, така и ова нели се пренесува како што ги споменав со тие флугиови капки. Така да е носењето на маска секако пожелно, особено кога се наоѓаме во некои поголеми во затворен простор со поголема група на луѓе. Колку и да е тоа непријатно, ние ги носевме маските нели заради загаденоста на воздухот и морам да го потенцирам тој момент на загаденост на воздух, дека тој ќе создава предиспозиција повеќе плюс, фактор плюс да речеме клиничката слика да речеме се развива нешто во поизразена форма кај луѓето кои што имаат лош квалитет на воздух. Значи подраматично сигурно би било. За жал, да, тоа е еден од факторите кои што ги оптеретил веќе нашите дишни патишта претходно и доколку се случува било која респираторна инфекција, се разбира дека симптоматологијата има можности да биде посериозна. Иако се соопштуваат нели голем број на лица кои што се оздравени и лица кај кои што клиничката слика е лесна, но сепак е тоа поврзано пак со имунолошкиот систем, како што споменавте и на самиот почеток. По извештаите до сега искуствата со оваа пандемија на коронавирус, бидејќи таа веќе се проширени со сите континенти, веќе и САД имаат пријавено нели пациенти. Да, некои најнови информации дека и во САД има случај. Значи се справуваме со една пандемија со не многу јасни сознанија околу самиот вирус. Дека има висок потенцијал на контагиозност и дека брзо се размножува. Тоа е дека факт, најтешката нели, да. клиничка слика, е асоцирана со луѓе на поголема возраст, особено околу 80-та година, што значи дека самата возраст над 65 години се смета за фактор на
една имунолошка дефициенција. Значи, кај малите деца и кај старите лица имаме една имунолошка дефициенција и се разбира други коморбидитети, односно постоење на други хронични заболувања, како што се кардиоваскуларните заболувања, артеријалната хипертензија, белодробни заболувања, како што е ХОП и слично. Сето тоа создава услови дека и овие лица се развие посериозна клиничка слика и несакана смртна последица. Вакви сериозни клинички слики по соопштенијата сега, што се добиваат од искуствата на оваа пандемија, кај млади лица се опишани, но се многу поретки. Се разбира, она што го потенциравте на почетокот, нашиот имунолошки систем и одржување на неговата состојба е уште еден многу важен фактор кој што не заштитува од сите респираторни и други инфекции покрај овие мерки на миење на раце, маски и така натаму, зашто на крајот на краиштата дури антибиотиците кои ги користиме кај бактериски инфекции, тие се само помош на нашиот имун систем да собере сила да се справи со инфекцијата. Или да се одбрани од тие бактерии кои што напаѓаат. Ниту еден лек нема да ја заврши сам работата доколку самиот организам не ги собере своите сили, не му помогнеме во тоа да се справи со инфекцијата. Некаде на почетокот споменавте дека многу важна е контаминираната доза или тие транзиторни бактерии на рацете за да се пренесат и предизвикаат одредена инфекција или болест. Што е со коронавирусот? Дали тоа се знае колкава доза му е потребна или во колкава количина за да предизвика некое влошување и системски проблеми во организмот? Тука не би можела да ви одговорам затоа што таков податок колку и да барав не успеав да најдам колкава е доза. Меѓутоа, фактот дека он брзо се шири, очигледно дека не е потребна голема инфективна доза, затоа што има јака контагиозност. Тоа значи дека е доста вирулентен. Или има способност да се прилагодува или да се контактите, така менува. Така да брзо ги надминува нашите одбрамбени првични бариери кои што ги имаме во нашите слузокожи на дишните патишта, ги надминува тие бариери и доаѓа во долните дишни патишта, бидејќи тој предизвикува еден сериозен, акутен дистрес на респираторните, на белодробието, со можност за откажување на функцијата на белите дробови, дури и кај овие постари лица, мултиорган фейлер, тоа е значи откажување на повеќе органи, на повеќе системи. Да, и тоа завршува летално, за жал, со смртен исход. Да го слушнеме јавувањето на линија. Добар ден. Ало, добар ден, господин Илија. Господјата од Крива Паланка, како сте? Да, јас сум. Еве, многу да ве поздравим. Благодарам. И докторката. Поздрав и до вас. Како најредовна, многу ги сакам овие ваши емисии и слушам. Благодарам. Сакам докторка да го прашам, дали ја еве 20 години ја на мои раце не сум како да ви кажем, еве нели переш нешто чистиш, а прочитав една новина, увек како со сјај мислим, со сапуна кој увек ми се рацете испуцат и ми суви и прочитав една новина од густото од кафето. Нели увек така дека немаш време, таква ми беше работата, се ми рацете беа во вода и од густото од кафето помиењето убаво ги истрнам рацете и така постојано 5 минути и пишуе да не ги више мием со сапун. Абе меки оној раце чисти да не се урочим, еве 20 години ја крем не сум ставила, па сакам да го прашам докторката, еве смета ми тој сапун сјајн или тие работи кад перем и увек со талогот на кафето многу ми помогна рацете да се ми нежни. Кој направи здраво со мене, вика леле лауда ти какви нежни раце имаш, што ставиш? Викам ништо, кажувам, не знаеш, они не ме веруваат. И сакам да го прашам докторката, дали е тој добро, мислим, еве, немам никаков проблем. Еве, поздрав до сите и нека пробат да видат и меки рацете, ама после кад ставиш кафето, стојано 5 минути, јас знам мајка ми кад беше нели болно, тој пред 20 години, и ставим кафе и отидем на кој не, она, леле, керко, што си направила? Викам, не се плаши, измием ги и после рацете бе меки, сјајат, како да ви кажем, и тој поздрав до вас и убаво вие мисли што слушамо, дај Боже, тој далеко од нас, тој не верувам да дојде кај нас. Поздрав се наубав. Благодарам господи уште еднаш за ведрината и споделувањето на искуството. Сте слушнале ли за ваков лек или ваков крем за раце? Да, талок од кафе. Прво поздрав до гледачката што има толку позитивна енергија и верба дека нема да дојде инфекцијата до нас. Да. И тоа е една од начините на превенција сигурно. Да тоа не се случи. Да, и она даде уште една поента на уште една активност која што се вбројува во хигиена на рацеве, не ја споменавме и таја. Тоа е негата на кожата на рацете. Нашата кожа севкупно е можеби најголемиот орган на човечкото тело. Да, нема поголем.
кој го нарекуваме орган на неспецифична отпорност. Ние се раѓаме нели со таа кожа која што треба да не заштити од сите микроорганизми со кои доаѓаме во контакт со раѓањето. Интраутерино во утробата на мајката, бебето кај здравата бременост нема контакт со микроорганизми. Кога ќе дојде на овој свет, тоа се соочува, ги вдишува и се населува на неговата кожа. После секое мијање на рацете потребно е да се нанесува одреден лосион или крема за нега на кожата, бидејќи кожата има многу голема функција во хомеостазата. И сушената кожа се смета, докажано е со истражувања, дека е една од причините зошто кај здравствените работници се случува тој момент на одбивање на миење, на така често миење на раце колку што е потребно, заради тоа што доаѓа до сушење на кожата од употреба на неквалитетни сапуни, кај кои што не регулирана pH вредноста. Понатаму дека може да дојде до создавање на поголеми оштетувања кои нарушуваат хомеостазата. Обновувањето на така исушената оштетена бариера на кожата понекогаш трае и неколку дена. Да, дури може да испука кожата, така, нели, па црвенило, испуканата кожа, значи, освен што создава психичка бариера да не ги миеме рацете колку што е потребно, значи е всушност и влезна врата за инфекти. Заради тоа ние кај здравствените работници исто даваме препорака секоја и најмала микротраума и гребнатинка на кожата на рацете дека треба да биде заштитена со ханзапласт или она што е потребно, бидејќи во процесот на работа они секако доаѓаат во контакт со вирулентни микроорганизми и имаат отворена влезна врата. Многу микроорганизми можат да навлезат низ тие абразии. Што се однесува до талогот од кафето, навистина не знам, еве не сум слушнала, можеби ќе го пробаме, може тоа ќе делува. И убаво ако има само не каже господината дали става шекер или е кафето без шекер. Да, тие можеби народните лекови навистина се ефикасни заради тоа што во минатото немале таков голем избор на козметички препарати, но сега имаме навистина солидни препарати. И само би сакала еве да дадам една Ако може да го слушнеме јавувањето и помнете ја мислата, ќе се навратиме на неа. Добар ден. Ало. Здраво. Здраво, добар ден. Да каже во кој центар во Скопје може да се направи проверка дали личност има коронавирус или не? Добро, благодарам за вашето прашање и јавување. Значи, тестовите за тестирање на коронавирус, мислам дека тоа е и преку медиумите информацијата проследена, се набавени во Институтот за јавно здравје, што се наоѓа нели во зградата кај што е Министерството за здравство, но апелот е дека не треба да се оди индивидуално, туку треба да се јави на телефоните кои што јас не ги знам на памет, до епидемиолошките служби доколку се сомневате дека имате одредени симптоми или контакт сте имале со такво лице, тие ќе дојдат и тие ќе ја направат целата постапка која што е потребна со цел да не правите дисеминација таму каде што вие индивидуално ќе се движите. Претпоставувам земање капка крв која што потоа нели се анализира во таа лабораторија. Значи во лабораторија. Институтот за јавно здравје, но не е препораката од Министерството да секој индивидуално оди и тоа го прави. Значи тоа мора да биде организирано бидејќи се справуваме со не епидемија, туку пандемија. Фала Богу, кај нас во нашата држава немаме епидемија и не сакаме да се случи. Сега за сега навистина добро ни стојат работите, но во секој момент нештата можат да излезат од контрола. Затоа и тие мерки на предпазливо се преземени. И уште поентата или мислата што ви беше претходно пред јавувањето? Мислата ми беше можеби да повторно кажеме дека хигиената на рацете е нешто кое што не треба да го актуализираме кога ќе се случат вакви ситуации, не треба да чекаме пандемија за да говориме за хигиена на раце. Или да биде вест дека основните училишта добиле антисептични... Да биде кампањски, токму така, да биде кампањски направено тоа сега. Да, јас ја поздравувам таа мерка и напор што се прави од Министерството за образование да се снабдат сапуните конечно барем сега. Но тоа треба да биде мерки кога нема вакви услови. Мислам дека е недозволиво во 21. век ние да дискутираме за недостаток на сапуни и средства за хигиена на раце во тоалетите било каде. На било кое јавно место и во било која институција
од една страна имаме развој на науката и технологијата, од друга страна се справуваме со прашање дали има или нема со што да ги измиеме рацете. Со една примитивна, би рекол, мерка која што треба да биде момент сметам дека апсолутно не може и не смее да биде препрека да децата во училиштата, во градинките, во средните училишта и било каде немаат со што секаде. Да не можат да ги измијат рацете после обавен тоалет. Заради тоа што ние знаеме дека еве сега ќе дојдат и летните месеци, имаме редица на цревни инфекции кои што пак се пренесуваат по феко-орален пат, што значи хигиената на рацете е 365 дена во годината и не само за коронавирус и за многу други заболувања. Да, како навика нешто што мора, буквално мора да се прави, а не да биде само препорака. На крајот, професор, ќе ви благодарам за гостувањето, иако уште многу аспекти може да дискутираме, но еве ова нека биде провокација и покана повторно јавно да проговорите во Фактор здравје. Благодарам на поканата и секогаш ми е драго да овој проблем го актуализираме, затоа што навистина низ годиниве имаме искуство дека е ова потценета една активност и која не се практицира доволно и правилно. Да, но никогаш не е доста да се подсетува и повторно да апелираме. Благодарам уште еднаш за присуството. Почитувани, ова беше Фактор здравје со денешната тема правилно миење раце, тема која што ја разговаравме и верувам со многу корисни совети ја збогативме преку разговорот со професор доктор Каќа Поповска, специјалист микробиолог, раководител на Институтот за микробиологија и председател на Сдруженијето за интрахоспитални инфекции. Ви благодарам за вашата соработка и внимание и поздрав до утре. Пријатно.